Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Слушатели на радио Слободна Македонија, добар ден и добре дојдовте во уште еден кворум на брановите на радиото во Боја, кој се емитува секој понеделник, веднаш по вестите во 11 часот. Првиот човек на Европската Унија Туск денеска е во Скопје во 14 часот, треба да се сретне со председателот Иванов, а половина час подоцна ќе се одржи и пленарниот состанок на двете делегации во 15 часот. Предвидено е двајцата да дадат изјави за медиумите. За време на балканската турнеја, неформалниот председател на Европската Унија утрово ќе биде во Словенија, потоа ќе има средби со бугарскиот председател Румен Радев, а задутре ќе биде во Грција на средби со председателот Павлополос и премиерот Ципрас. За тоа што носи Туски, која е целта на неговата посета, но и за сите пораки кои доаѓаат од меѓународната заедница поврзани со политичките случувања во Македонија, денеска разговарам со професорот Златко Кецковски. Добар ден и добри дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. На почеток споменав дека доаѓаат пораки и од меѓународната заедница, тука се и соопштенијата од Русија кои се зачестија во последниот период, но интересна е пораката која дојде од високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини, која ги предупреди политичарите дека во Македонија може да дојде до меѓуетнички конфликт или до геополитички конфликт. Можно ли да дојде до вакво нешто? Можно ли е политичката криза да се претвори во безбедносна криза? Ставот на Могерини беше дека многу лесно може да се запалат страстите, односно да дојде до некаква евентуална последица на ова политичка криза, која што би имала геополитички размери. Тоа значи дека во евентуално за некакви последици на геополитички план, иницијалната каписла би била во Македонија и тоа беше нејзиниот став, кој што е нормално индикативен, односно анализите кои што и тие како институции нели Европската Унија ги согледуваат во регионален, односно план на Европската Унија визави регионот и визави влијанијата кои што доаѓаат од останатиот дел од светот. Ние сме сведоци на евентуални такви разместувања на геополитички план, имајќи во предвид исто така и изјавите на соседите, кои што во принцип се секогаш емотивно настроени кон македонската држава воопшто, земајќи во предвид тука и истапите на Рама, истапите на Тачи, на дел од политичарите од Албанија, меѓутоа исто така и на мешањето, условното мешање, односно коментирање на состојбата во Македонија и од страна на Бугарија, и од страна на Србија, и од страна на Грција. Така да ние сме секогаш една ранлива територија и држава, која што во принцип предизвикува емотивни ставови, историски гледано наназад, бидејќи секој би рекол не декларативно, меѓутоа емотивно е врзан со оваа територија после 1913 година, нели, после Букурешкиот договор. Сите сметаат оваа територија за евентуално нивно влијание, односно за нивна територија. Ако ние дојдеме до ситуација да во еден момент имаме такви некакви судири околу територијалните влијанија, значи она што би било повторување на 2001 година, тогаш овие амбиции би биле многу поголеми од 2001 година, бидејќи не се распоредот на силите и состојбите не се исти како во 2001 година. И тоа е една загрижувачки еден момент, кој што во секој случај мора да се паметно и мудро да се менаџира во овој период од сите актери на политичката сцена во Македонија и оние кои што го подгреваат тој меѓунационален или меѓуетнички раздор, меѓутоа и оние кои што треба сето тоа да осмират, било да се тоа политичари, политичките
партии и структури или институциите во државата. Денеска доаѓа првиот човек на Европската унија, неформалниот председател Туск. Споменав и во најавата, се среќава со председателот Иванов тет-а-тет средба. Многу мина аналитичари велат дека доаѓа за да изврши притисок врз председателот Иванов за да го додели мандатот. Но од друга страна, според информациите кои се лиферуваат од Брисел, е дека целта за неговата посета, освен што е политичката криза, дека тука е мигрантската криза. Кој е според вас мотивот за да дојде Туск и да се сретне тет-а-тет со председателот Иванов? Дали ќе изврши притисок за мандатот или сепак други прашања ќе бидат во фокусот на овој разговор? Видите, значи Европската унија не се фокусира само на мандатот во Македонија. Таа има поголеми проблеми кои што очекуваат. Секако и во сите ти нивни изјави, ако земате делови од изјавите, односно не се концентрирате исклучиво само на политичката криза во Македонија, кој што нели преовлада во овој период, а во принцип согледувајќи дури изјавите на делот македонски политичари и аналитичари не го третираат проблемот на мигрантската криза, односно на оној проблем кој што се случува регионално. Не е мигрантската криза само криза која што би можела да предизвика безбедносна криза самата по себе, туку и влијанието, односно конфликтот кој што се јави помеѓу Турција и Европската унија. Конфликтот меѓу Турција и Европска унија во овој момент е проблем на влијание во Европа, односно Западниот Балкан како регион каде што може да се измешат влијанијата. Би рекол дека во овој момент Турција не делува сама во овој регион, мислам дека има некаква можеби заеднички договор со Русија, враќајќи ги назад односите помеѓу Русија и Турција, историските односи. И тоа согледувајќи ги историските односи помеѓу Отоманска Турција и Царска Русија во еден период, околу влијанието, односно контролата на Босфор и на Средоземното море, односно излезот на Средоземното море, и тие договори кои што се уште важат, не можеме да не ги земеме во предвид околу длабоката соработка помеѓу Русија и Турција. Ако земете во предвид минатогодишниот државен удар, обидот за државен удар во Турција и помошта на Русија во справување со тој државен удар, ќе согледаме дека во овој момент тие односи се во многу поквалитетни рамки. Од друга страна, Европска унија се спротистави на евентуалното влијание на Русија во другиот дел од Европа. Нели се уште важат санкциите кои што Европска унија ги воведе кон Русија, а во ист момент Европска унија влезе во еден длабок конфликт со Турција. Значи, не се односите врзани за македонско прашање единствено, па интересите се врзани, нели тука сега Туск доаѓа единствено заради формирање на влада, и кои се интересите на Европската унија? Интересите на Европската унија се стабилен регион, стабилно функционирање на државниот систем во Македонија околу справувањето со евентуалната неконтролирана бегалска криза која што може во секој момент да ескалира визави односите на Турција со Европската унија. Значи, од минатогодишниот мартовски договор помеѓу Европска унија и Турција беше взаемен. Укинување на визниот режим на Европска унија заради контрола на бегалците, односно 3,5 милиони бегалци кои што се наоѓаат во Турција. Ние во овој година дена имаме страшен еден пат или распад на таквите преговори и распад на комуникацијата воопшто помеѓу државите членки на Европска унија и Турција. Она што Европска унија го очекува, тоа е одмаздата, нели, на Турција. Во овој момент ние треба да очекуваме пролетва дека би се случило едно стампедо од бегалци кои што треба да ја фатат можеби и тука не сме сигурни, можеби балканската рута на која што треба помина низ Македонија. Меѓутоа, стратешки гледано, ако Турција евентуално сака да направи подолавога дестабилизација на Европската унија, тогаш таа рута би се преместила на Бугарија. Значи, тоа е една од варијантите кои што треба да имаме во предвид. Меѓутоа, во секој случај, не верувам дека Туск
првенствено е дојден за формирање на влада, бидејќи Туск е тука за да преговара за стабилни институции кои што би можеле да се справат со овој проблем кој што би бил од исклучителна важност за стабилноста на Европска унија. Секако дека би разговарали за моменталната политичка состојба, меѓутоа Европската унија нити има механизми, нити начини со кои што би се справила со евентуалната политичка криза во Македонија, и тоа го знаеме од искуство веќе 20 и нешто години наназад, нели, со сите кризни состојби не во Македонија, ни воопшто во регионот и во светот. Сензитивна е позицијата на Македонија. Видовме изминатата недела што се случуваше во парламентот, би се навратила повторно на она што го споменав, доделување на мандатот од страна на председателот Иванов, и голем дел од очекувањата се дека председателот Иванов, кога ќе разговара со Туск околу политичката криза во Македонија, дека ќе му го повтори неговиот став дека нема мандат без откажување од тиранската платформа. Од друга страна видовме што се случуваше во законодавниот дом. Тука беа пратеници од Демократската унија за интеграција и од БЕСА кои ја читаа платформата од прва до последна точка. Бараа дури да се прошири таа платформа. Ги видовме оние изјави на Зијадин Села кој бара геноцидот да се прошири подоцна од она што е наведено во таа тиранска платформа. Ги имаме и граѓаните кои се на улица, отпорот на граѓаните. Може ли ситуацијата да ескалира? Моето мислење анализа покажува дека платформата, резолуцијата, или како сакате наречете на албанците, е своевиден притисок врз македонската држава или македонските политички структури за истапување од позициите околу прашањето за името. Бидејќи стратешката цел, нели, и на албанската, воопшто се албанските стратешки цели се интеграција на НАТО, во НАТО на сите оние држави кај што тие живеат како малцинство или како мнозинство од населението. И платформата представува точно онаков притисок што би се случило ако евентуално ние како нација условно би се откажале или би го блокирале тој процес на интеграцијата во НАТО. Значи би дошле до ситуација на евентуална ескалација на меѓуетничките односи, барање за отцепување на дел на територија во чекори, нели? Тие би биле чекори. Првиот чекор е бинационалност, односно јазикот, потоа би било меѓурегионалната соработка помеѓу општините, потоа тие општини би почнале да функционираат како своевидни кантони. Тоа е процес и ова не е денес, ова е еден план условно кој што албанската кауза го предвидела во еден период во декади, значи не е ова нешто што е ново во принцип или нешто кое што е измислено денес. Ова е тенденција на албанската кауза воопшто, на се албанската кауза, која што е тенденција да се создаде една територија, етничка територија, каде што албанците би биле во една држава. Меѓутоа, влијанието на западните земји визави нивните генерални барања ги решавало во одредени прикај. Македонското прашање визави албанското прашање е решено, значи со конфликтот 2001 година и со рамковниот договор. И тие се позиции на кои што гаранти беа и Соединетите американски држави и Европската унија. Меѓутоа, истапувањето, повторно ќе кажам, го сметам како начин за притисок врз македонската нација воопшто и врз македонските политичари на сцена да излезат од рововите околу прашањето за името и брзата интеграција во ЕУ и во НАТО. Тука правиме една кратка пауза, на половина сме од емисијата, се враќаме назад во студиото за кратко и го коментираме манифестот со кој вчера излезе ВМРО ДПМН. Почитувани, останете тука. Повторно
Назад во политичкиот магазин Кворум. Професор Кецковски, ВМРО ДПМН вчера излезе со манифест и повика на национално обединување. Како вие гледате на она што го представи ВМРО ДПМН и колку сметате дека ќе биде прифатено од другите партии во државата со оглед на тоа што Социјалдемократскиот сојуз веќе се изјасни дека за нив ова е неприфатливо и тие не гледаат како на национално обединување на она што го нуди ВМРО ДПМН? Видите, ја читав платформата вчера, она што е внатре внесено е генерално план за понатамошното действување во принцип на држава воопшто. И е вака една добра, не гледам причини зашто би се отфрлила, не е национална, не е еднонационална, во некој принцип е граѓанска. Меѓутоа, она што сакам да окажам е дека мислам дека не требаат 25 или 27 години за да се свестиме дека треба да има една стратегија или како сакате наречете го манифест или стратегија на действување на политичките партии во Македонија кои што се чинители на политичкиот живот, без разлика дали се од македонски етникум или се граѓански или се од албанскиот етникум и така натаму, српскиот, бошњашкиот, ромскиот и без разлика. Значи ние мислам дека е политиката на македонската страна воопшто и албанската страна на лоша основа менаџирана во изминативе 25 години, а тоа е етничка. Ние ако имавме било какви позиции во изминативе 25 години да седнат, да се договорат и да постават позиции кои што значат општество кое што би се базирало врз живеењето во оваа држава и оние базичните принципи на действување на една држава во низниот корен, би рекол, од државноста, никогаш не би дошле до ситуација да имат албански платформи. Затоа што може да се случи да имаме и српски платформи, па можеме да имаме и бугарски платформи, па ќе имаме и грчки платформи. Секој со своите аспирации, така да ако веќе доцнеме 25 години околу ваквите позиции кои што требало пред 25 години политичарите да ги постават на основа, сепак сметам дека не верувам дека некој од политичките партии ќе седне и ќе прифати манифестот како основа, имајќи го предвид рововските позиции кои што ги завзеле. Значи предлогот доаѓа од ВМРО ДПМН, СДСМ како контра ставови, односно контратежа на позиција, опозиција и таквите случувања до сега не би го прифатил, што не би го оправдал. Меѓутоа имаме поларизација многу голема политичка која што резултира со вакви одговори. Дека треба да има некаква основа за почеток, односно стабилизирање на некаквите основи на постоењето на држава, врз нејзиниот темел, а тој е уставот, и начинот на функционирање врз основа на уставот, она што го зборуваме 25 години, дека ние не гледаме од албанската политичка сцена љубов кон татковината, ајде да речеме, не мора тоа да се чувства, меѓутоа треба да се и чувства, да чувствувате земјава како територија во која што сите сме ние родени и треба да живееме заеднички, да ги споделиме и тешките и среќните моменти и да сочувствуваме еден со друг визави на развојот и тенденцијата на држава кон напредок. Значи, ние имаме една структура на албанските политичари која што се грижи единствено и исклучиво за етничките проблеми на албанците и врз основа на тие прашања тие добиваат или губат поени. Во еден момент се порадикални, во еден момент се понерадикални. Значи не се поставени темели на функционирање. Ако вие во изминатиот период не постои влада кај што нема албанска партија која што е во коалиција со некоја македонска партија. Меѓутоа, никогаш до сега вакви позиции не се поставени дека треба, ако сакате да функционираме ние како коалиција и ако сакате да учествувате во власт
во власта на Република Македонија, тогаш треба да сте во ситуација постојани да оваа држава чувствувате, сакате да се грижиме за напредокот, не може да имате само знамење на туги држави во ваша околина, не може да не ја почитувате химната, не може да не ги почитувате македонските национални интереси или воопшто сега во овој момент имам уште поекстремни барања и меѓутоа повторување на историјата, бидејќи 2001 година учака излегуваше со слични вакви реторики кои што сега ги гледаме од села, па и од Рама и така натаму. Чи дека сме ние славо македонци, па едно време славјаните и така натаму, така на онај момент на навреди кон македонскиот народ. И воопшто кон државата. Ако ние сакаме да свртиме лист, до сега во 25 години никој не постави прашање зошто ние функционираме на една голема македонска политичка партија, било тоа да е ВМРО или СДС, и некоја помала албанска партија која што влегуваат во власт, меѓутоа не на релации кои што представуваат национални интереси, туку единствено врз политички лични, односно партиски интереси. И тоа е грешка во начинот на функционирање. Значи, ние сугледуваме дека таквиот начин, во принцип, на коалиција, таквиот начин на владење, може во еден момент да доведе до распад или процес на распад на државата. Ме разбирате, врз етничка основа. Значи, ние за да ги совладаме етничките барања или етничките рововски позиции, мора да имаме некаков договор помеѓу нас. И во рамковниот договор не е тоа ставено и нотирано дека Македонија е единствена татковина на сите оние кои што живеат овде. Било тоа да се срби, било да се албанци, било да се роми или власти и така натаму. Бидејќи вие ако не ја чувствувате држава како ваша, ние зашо говориме? Дека во еден момент било кој од овие има тенденција да се отцепат или да носат некаде територијата, тоа е проблема. Не треба да имаме база која што ќе се грижат сите кои што живеат внатре. Тоа е исто како во една зграда да имате некој кој што плаќа за месечните долгови кон влезот во другиот влез. Може ли таква база да биде во манифест кој го поведи ВМРО? Па видите, значи во овој момент се толку е јазот голем политички помеѓу политички гарнитури, структури, особено на македонска страна, што кој што и да предложи тоа, другата страна не го прифаќа затоа што е предложено од оваа страна. И тоа го гледат со некаква резерва, нели? И ако сметам дека еден ваков еден манифест или резолуција или не знам што би требало да излезе или да биде предложен од сите политички гарнитури, вака како манифест на ВМРО ДПМН, тој како текст и предлог е одлична база за некои. Меѓутоа, анимозитетот помеѓу партиите го стават на страна како евентуално партиски интереси. Сега ќе почнеме да слушаме напади околу принципот. Значи, и тој момент е многу важен кој го предлагат, нели, за да може сеопшто да е прифатен. Како основ за начин на функционирање, па ќе кажам, тој е одличен, бидејќи натре текстот, ако го читате, е за една граѓанска држава која што не фаворизираат ни една нација и така натаму, тековите, правната држава, развојот економски, интеграциите во ЕУ и НАТО. Меѓутоа, оној анимозитет помеѓу партиите го стават, односно го девалвират неговото значење. Ме разбирате, анимозитетот помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ го девалвират неговото значење, бидејќи е даден и предложен од ВМРО во овој момент. И вие и СДСМ и да се слага со тоа, значи во моментов да помисли дека е добра основа заради овој раскол, односно политички анимозитет меѓу политички структури, го става како нешто за кое што не би сакал да разговарат. Затоа викам го девалвира. Кворум со Бојана Димитриевска.
понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Професоре, тука е манифестот за единствена Република Македонија, како што вели ВМРО ДПМН, ставот на председателот Иванов е јасен, нема мандат без откажување од тиранската платформа. Од друга страна гледаме што се случува во законодавниот дом, споменав и пред малку. Кое е решението за излез од кризата? Што доколку СДСМ и ДУИ активираат планот Б и решат да формираат влада без доделен мандат од председателот Иванов, како вие го гледате излезното решение? Значи, видите, јас гледам многу луѓе кои што се представуваат како експерти или како аналитичари, па се дрзнуваат да го коментираат Уставот. Уставот е единствена легитимна институција за коментирање Уставен суд и никој други. Сите други може да дадат мислење. Дури и професорите по уставно право. Меѓутоа е единствена легитимна институција која што правилно и недвосмислено треба и може да го коментира Уставот е Уставниот суд. Ние може да нагаѓаме што Уставот предвидува или не предвидува, меѓутоа планот Б за кој што вие говорите или било која влада врз овие основи кои што ги имаме како предлог би ги нарекол конфликтни. Значи, оние влади кои што продуцираат конфликт. Во буквална смисла на зборот, ние не може да зборуваме за меѓу партиски договори и коалиции, ако немаме во предвид дека во овој момент имаме водена состојба на улиците на држава, имаме месеци, кусур дена граѓани кои што го изразуваат својот револт за базата на формирањето на ваквата влада. И тоа е она на кое што овие граѓани кои што се секојдневно тука реагираат. Значи, реагираат на основите за формирање на владата, таа е платформата на албанците, сеалбанската платформа, која што е представена како услов за формирање на влада. Значи, формирањето на владата врз тие темели, ние гледаме дека продуцираат конфликт. Ова што е народот во овој момент е мирен и ги изразува својот револт на мирен начин, политичарите треба да имаат во предвид дека народот е мирен заради сопственото достоинство и се уште очекуваат дека ќе се свестат и ќе знаат дека радикализација на ваквите протести е многу лесна. Значи, за радикализација на ваквите протести не требаат 200.000 луѓе, требаат многу мал број на луѓе кои што тоа би го имплементирале, односно би зоврела таа водата која што во моментов е ставена на оган. Така да насилното, би рекол, овој план Б е насилно превземање на власта, бидејќи без мандатот од председателот би се заобиколила уставното право или правило за доделување на мандатар и против волјата на граѓаните кои што си го изразуваат својот револт, би создало конфликт. Тоа некој сака да го релативизира, некој да го стави во прв план, меѓутоа треба во секој случај кога се преземаат чекори добро да се размислат и добро да се анализираат од аспект на справување или спречување со евентуални кризи кои што би ги продуцирале. Значи, тоа се продуцира конфликт. Исто така, предлогот на ВМРО ДПМН за евентуално доделување, односно давање на 51 пратеник на СДСМ за формирање на влада, таа е повторна етничка влада која што се базираат врз најповеќе врз македонскиот етникум и ги елиминира албанците евентуално како политичка структура и исто така во контраваријанта би продуцирала конфликт. Значи, двете можни или ставени на маса варијанти продуцираат конфликт во овој момент. Би продуцирале конфликт. Едните на македонците и револтот и гневот на македонската популација, односно народ, и другата на албанската
нација или народ. Така да не го гледам излезот јас во ваквата една ситуација која што е во моментов и оние предлози кои што се ставени на маса. Она кое што евентуално би го нарекол како предлог за излез од криза во овој момент и во овие позиции во кои што не се случајно во вакви рамки доведени, значи ние имаме малтене близу до 50-50 влијание, значи 51, 49, меѓутоа за многу мал процент проекторот на ваквите случувања ги промашил бројките да дојме до ситуација да имаме 50-50, 10-10. И тоа е една ситуација на безизлез, односно нема никој кој што би можело да ја според тука настанал некој кушлус и овој постизборен ваков кушлус, односно ваков калабалак би го нарекол, не се предвидел дека би можело да се случи. Тоа е 51-49, а проектантот би требало неговите веројатно проекции би биле на 50-50 и вамо 10 дуи и 10 опозицијата на албанци, така да ќе дојдевте до една ситуација на статус кво, односно на ситуација без победник во ниедна варијанта. Меѓутоа сега, ако ги земиме во обзир барањата, односно позициите, и ако ги земиме во обзир институциите, ќе дојдеме во заклучок дека единствена релевантна и избрана од народов институција е која што има легитимитет во своите овластувања е само председателот на Република Македонија, тој Ѓорѓе Иванов. Би рекол дека во ваков еден момент председателот како институција би требало да предложи некој начин на излез од оваа криза, тој како надпартиска институција, кој што предлог би значело чекори кон излез од кризата, лидерска средба, истапување од рововите на сите политички структури, откажување на радикализмот, односно на радикалните гледишта кон излез од кризава и во еден момент создавање и формирање на влада која што ќе има легитимитет да носи одлуки нормално заради функционирање на институциите, а таа влада би била составена од евентуално експерти кои што би биле прифатливи за двете страни. Таквата влада, која што ќе може да носи одлуки, би функционирала еден извесен период од неколку аспекти. Прво, заради релативизирање, односно заради пат и спласнување на страстите помеѓу партиите, спласнување на страстите помеѓу етникумите, поставување на позиции за евентуални реформи кои се потребни за чекорење напред кон евроатлантските интеграции, припремање можеби и би предложил попис во наредниот период баш таа експертската влада да ја спроведе и припремање на држава за наредните избори кои што би се спровеле во наредниот период зависно од кога според вас е најдеално и дали би оделете пакет заедно со локалните со оглед на тоа што и локалните избори висат во моментов? Значи, видите, за се ова да се реализира, не сметам дека локалните избори се идеален некаков момент за одржување на следни парламентарни избори. Секако дека неколку чекори кои што ги напоменав, спласнување на тензиите, бидејќи видите, вие пак со изборите ќе се кренат тензиите, ние ништо не сме добиле во овој момент. Ние ќе добиеме нешто ако имаме квалитетен разговор помеѓу партиите, излегување од рововите и во најмала рака олабавување на притисокот кон еден према друг. Значи, затоа вика мора да се излезе од рововите, да се стабилизираат односите, анимозитетот помеѓу партиите да се спласне меѓуетничките тензи, да спласне кај народов тој поларитет од партиски аспект и во една таква малу релаксирана ситуација која што повторно ќе кажам
би пораснала за време на локалните избори. Би требало да ги овие односи донесе до состојба на квалитетни избори кои што би донеле победник и создавање на евентуална би имале појасна слика. Да. Професоре, ви благодарам за денешното интервју. Благодарам и вам за поканата. Почитувани, тука е крајот на денешниот кворум. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција. Политичкиот магазин Кворум е во продукција на Радио Дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Денеска е 3 април 2017 година. Техничка реализација Никола Јовановиќ и Дине Вучков. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.